посетени од мене. Се оно што го слушнавме од Тони е убаво и остварливо, како што кажа, но ништо не би можело да се оствари ако не се донесе и една законска рамка, која што ние упорно ја работевме и ќе ја работиме понатаму и 5 години работевме до донесување на законот за зеленето. Бевме многу амбициозни, видовме што се прави со нашето зеленило, со нашата околина и затоа формиравме работна група. Работната група беше составена од наши членови од Комисијата на Дом, потоа од стручни лица од многу институции, од градот Скопје, од невладини организации и навистина законот доби повеќе верзии. Но во сите тие верзии се вградува сите оние забелешки кои што сметавме дека треба да ги има еден закон. Еден современ закон, закон за урбано зеленило. Од 2014 година тој закон за зеленило 3 пати се поднесува по парламентот и 3 пати се одбива од парламентарното мнозинство. Сега прашањето зошто? Може би затоа што сакавме со законот 25 метри квадратни зеленило да добиеме по жител. Може би затоа што сакавме зеленилото да го законодавно да го еден начин да го сврстаме во тој закон, 10 до 30% од градежните парцели да биде зеленило, зелен катастар, значи се она што се работи за зеленилото, ние да го ставиме во една законска рамка. Но јас сум сигурна дека како 3 пати што не одбиле, уште 30 пати ние ќе го поднесуваме и се надевам дека, како што и кажавме, како што е мотото на оваа зелена опција, дека имаме право на здрав и живот по и уставно загарантирано право, дека еден ден, без разлика на тоа која политичка партија сме, дали припаѓаме на било која опција, дека еднаш ќе успееме да овој закон се донесе. Може би ако знаеме дека едно дрво, или пак може би тоа ако го дознаат сега, дека едно дрво произведува преку 120 килограми кислород годишно, дека едно дрво произведува преку 380 килограми и литри вода, која што ја лади средината, која што се наоѓа околу нас и која што може да замени преку 10 начини на ладење кои што работат преку 20 часа на ден и кои што 22,7 килограми јаглероден диоксид абсорбира, може би тогаш ќе дојде на дневен ред на парламентот и ќе биде усвоен овој закон за зелено. Ви благодарам.